Израелскиот амбасадор Дан Оријан денеска во официјална посета на Битола при што ствари средба со новиот градоначалник Наташа Петровска. На средбата градоначалникот заедно со амбасадорот во разговор се сложија за вложување на максимални напори во реализацијата на проектот за меморијален парк на местото на еврејските гробишта, проект кој е од исклучително значење и за двете страни. Очекувам дека во следниот период сите активности во многу побрза динамика би се случувале и во рамките на она што се ингеренции на градоначалникот, меѓутоа и во рамките на она што се ингеренции на Советот, секако со поддршка, повторно би рекла законска, на одделенијата и администрацијата во општина Битола, меѓутоа се во насока и во интерес да отвориме една слика од историјата, да искажеме почит кон сите починати од минатото, сите луѓе кои што се погребани, да кажам, во тој дел, а се наоѓа на територијата на нашата општина, меѓутоа и да покажеме одговорност кон идните генерации во отварање на перспективите на нашиот град за поголема посетеност на многу луѓе од различни светски дестинации. Амбасадорот Оријан посочи дека Израел има добар партнер во општина Битола. Според него, Битола е навистина уникатно место, а меморијалниот парк ќе биде од голема важност за да се искаже почит на сите загинати еврејски семејства кои живееле на оваа територија. This year it's 75 years for the deportation of the Jews of Macedonia and 70 years for the independence of the State of Israel. And these two numbers, these two special dates are very, very important for us. And we hope to do the best that Bitola and Israeli-Macedonian relations will gain as much as possible from that. На 11 март наредната година во Битола повторно ќе се одржи така наречениот марш на живите во спомен на жртвите од Холокаустот, потврди амбасадорот Оријан. I'm very, very happy that on the 11th of March we will have the March of the Living here. I was very, very happy that the mayor confirmed again that she will join the march, she will lead the march, together with some of your ministers and some of our ministers coming from Israel, with big delegations of business people, of young people, of many others that are going to join that. This is the right way to say that you remember the past. This is the right way to have cooperation. I am a big believer in this cooperation between Israel and Macedonia, and certainly especially with Bitola. На средбата помеѓу амбасадорот и градоначалникот беа разгледани можностите за соработка во земјоделството, заедничкото наследство и пред се развивањето на туризмот.